јазикот на македонците со исламска вероисповед го имаат зачувано, конзервирано најавтентичниот македонски јазик? Јазикот кај исламизираните македонци во областа Гора во Косово го сочува патриархатот, односно мајчинството, затоа што сите горанци од тој крај, од областа Гора Косово, беа пешалвари. И тие у прво време одеа на печалба сами, фамилиите остануваа во селата, домицилното население не разговараше ни еден друг јазик, сем на овој, како што јас сега зборим, да не префрлям на скопски варварски јазик е тоа, од секаде прибран, и да се говори, односно се научиме да комуницираме со средините каде што живееме. Дел од гораните во Гора, ако ви даде Господ да однесам да ви ќе приметите дека има Брод, Бачка, Диканце, делот Кукаљане као села, имаат нагласок овој на тетовски, затоа што да речеме во миналиот период пред социјалистичка Југославија, односно до 50 до 48 година, пазарот тетовски се селеше од Тетово во Брод, од Брод во Борје и повторно па во Брод. Бродјаните викаа обично секаде да се Призен запали, Брод може да го направи. Ама Брод ако се запали, нема Призен да го направи. Брод го пропасти системот оној што дојде социјалистички, поради фактот дека немаме комуникација, патна комуникација што викаме ние, со коњи оделе од Тетово доаѓале до Борје, оделе исто во Албанија, меѓутоа патна цивилизација со коли, со моторни возила не можеле да стигнат на овој реон кај што бил пазарот, и затоа во прво време се сели пазарот во Призен, а потоа се формира една општина Драгаш. Таа општина Драгаш е административно, културен и економски центар на две области, на Гора Косово и областа Гора и албанскиот дел Топојане, Опање. Ополскиот дел е составен со исто идентично толку село, но со побројно население, и тоа е во подолниот дел, да речеме, од надморска височина, ако е Брод на 1360 метри висина, Опале е некаде до кај 900, 850, 900, карактеристично и по тоа се разликуваат и во носиите. Да речеме, гораните во Брод, Рестелица, Крушево, Липоток носат клашнени алишта. Зашто клашнени алишта, ќе се прашаме, затоа што 9 месеци во годината е зима. Да. Во овој другиот дел во Гора, во понискиот дел во Гора, кај Драгаш, Љубовишта, Кукаљане, Враништа, Млике, тие носат веќе платнениот дел. Повеќе платнениот дел оди, затоа што е пониско и таму се вршело, се жнеело. Додуше и во Брод се вршело и се жнеело, али касна вегетација е во тој дел. Ако, да речеме, во Драгаш вршеле во јуни месец, во Брод крајот на август. Или, еве сега во овој период овдека се собират боровинка, кај нас во почетокот на август и средината на август созрева боровинка кај што ја има. За јазикот можам да говорам затоа што ме разбирате, кај зборим таче, кај што зборет во делот на тетовскиот дел, и не би имало ни проблем кога би една екипа, додуше ние имавме екипа која го изучуваше јазикот од Институтот за македонски јазик Крсте Миштирков, отидоа еминентни професори четворица за да го собираат фолклорот и јазикот со мене како проект од Министерство за култура и убавка, викам, почината, Бог да ја прости, не го собраме. Викаат дека е собран материјалот, ја на 2-3 пати им сигнализирав, и тој
тие пари се потрошени од Министерството за култура за проектот, а проектот го нема никаде ставено. Втората работа имавме Институтот за фолклор Марко Цепенко. Исто така не го дозавршија материјалот, остана така. И иако бевме во Гора во Албанија со нив, баш кога имаше фестивал во Гора во Албанија, во Гора во Косово и во Урвич и Елове, на двете села кои што се наречеме вкупната низа на Горанското. Оти Гора имала една историска, може да се рече и неправда и трагедија, што се поделила во 3 држави. Во едната држава во Албанија има 10 села, 10 села Борје, Кук, Сорго, Стапакеша, Ново село, Црнолево, Шиштевец. Во другиот дел во Гора имаме 19 села и административниот центар Драгаш, економскиот административен центар. И уште 2 села има во Република Северна, не е Северна, него Македонија, во тој период. Тие останаа со повлекување на границата од 46-та година, административна граница, со едностранна одлука од Собранието на Србија, го отцепи Свети Отор Прохор Пчински манастирот и другиот дел горе до Ристовац, дури од македонското национално ткиво. Додуше и таму е јазикот идентичен македонски јазик, меѓутоа административно потпадна под Република Србија. Горанскиот дел трагично беше што беше одземен до Качаник, границата беше поставена, има на Кача, не знам дали сте приметили ако сте одели на одмор, натака преку Косово, на Качаник, на патот од десна страна има едно црквиче, кој уште ден денеска е под юрисдикција на Свети Димитрije кај автобуска станица. И тука беше поставена границата, значи длабоко. Тогаш се повлече границата на Јанковиќ 46-та година, со благодарение на Лажо и компанија кои беа политичари, не се вратија во Македонија, останаа таму како политичари да ја представуваат Македонија. И додуше најлесно е да дадеш од туѓ джеб нешто. Мене не може да ми изведе никој од мој джеб. Ама ја можам секому да дадам од туѓ джеб. Така и го подарија тој дел, цела Гора ја подарија како под административна управа. Карактеристично е да се запази тоа, гораните и од тогаш кога веќе се воведе мајчин јазик на српски, да се образуват, ниеден горанец не го научи доволно српскиот јазик. И сите кои доаѓаа во овој дел, доаѓаа под вело на она, абе ти од кај си? Абе јас сум од Гора. Абе да не имаш нешто врска со Тетовскиот крај? Па баш од Тетово под Шарпланина сме ми е таму. Значи, никој не дојде да научи нешто кое што би могло да се знае. Мене, да речеме, 65-та година, татко ми имаше дуќан 63-та година, 64-та во Бутел на селбата, и пошто беше малку парично мошен, не можеше да ја остави мајка му во село да живее. И јас како најстар внук со татко ми заминавме со такси од Скопје, со тој прашњав пат што беше све до Приз, доброт, и ќе заклучуваме куќата да ја зимаме старава, да не живее сама. И мене ми спомна, Бог да ја прости, абе вика, синко, како ќе ме носите таму во Скопје? Кај ќе зборим ја таму? Кај ќе научим каурски јазик ја? Затоа што средината се познавала по основ на религијата као каурска средина. Како ќе научи? За една огромна среќа бевме донесени на улица Ферит Бајрам, а таа беше затворена, не беше преку железара, до тука беше до бараката наша затворена, а спроти нас живеа Аврам и Љубица Пендарови, на Стевчев Пендаровски председател од активен сега, татко му и мајка му, и бабата негова.
Бабата негова од Галишник. И бабата му е од Брод. Мијаци двете. И почнаа да комуницираат и ја доаѓам, учам средно училиште во Рудници и Железарница Скопје и мене ми вика, синко, абе овие кауриве збореле нашински. Така да и она покасно открива, ајде јас малку порано открив на кој јазик збориме, на кој јазик сме учеле, на немајчен јазик. Учеме ја, кога дојдам во село, ми е учениче мајкино, па кај ќе ми биде ученик убав, кастве. И од еден пут иде во школа, џаче прваче. Кој е тоа џаче прваче? Гледам ја, џак нема ништо вреќи. Ние џак вреќи ги разбиравме. Меѓутоа тоа беше вистина што никој не поведе, да речеме, рачун, односно не поведе грижа на кој јазик ова население се образува. Додуше, во 48-та година толку сум разбрал, уште не сум ја видел. Тоа барање не сум го видел, а тоа барање е подпишано од 3000 луѓе, кај Видоја Смилевски бато сте дојдени да бараат образование на мајчин македонски јазик. Видоја Смилевски бато ги примил делегацијата, тие беа живи до сега. Ја можам да спомнам Ферит Велен, во таа делегација бил Мусо Појда, во таа делегација бил Шабан Хожа бил во таа делегација, со 3000 подписи дојдени се во Народно собрание да бараат образование на мајчин македонски јазик. И тоа тогаш, секогаш во Македонија сме имале политичари од продаден карактер. Што значи карактер? Никој не водел грижа за Македонија и македонскиот јазик. Ако збориме, ние сме имале образование што ни го дал некој си Тито. Па кој па Тито да ни го даде ако не сме имале јазик свој, ако не сме имале култура своја, идентичност и фолклорот идентичен и све. Меѓутоа, тоа се збори дека нас така ни го дали и денешна политика тоа го афирмира, како што е со спогодбава со Бугарија и Македонија заради признавање на Европа, што викам, штета е да не признае Европа без јазик, без идентичност, без култура, без обичај и без државничко име македонско. Како ќе не прими Европа безимени или вторите бугари? Па ако е така, тогаш господинот Заев е втор бугар, он цело време збори што не му треба преведувач, он бугарски се збори. Па нека се збори таму, кој го брани. Само нема и мене да ме идентификува со тие. Ние бевме, видовме, еве и вие бевте со мене во Бугарија, во Кочан кога бев. Какви беа тие македонци? Ние лажевме или они кажаа дека се македонци? Кажаа македонци. Па сега ако е така. Мојата баба и мојот дедо ми кажаа дека сме ние од Александар Македонски. Дури старата рече, синко, јас сум македонка муслиманка. Таа знаеш што ми рече? Ја викам, вие руски зборите? Еден јазик вале. Ја викам, вие руски? Не вика, това е кочански изворен, како руско дијалект. Кочански вика, ние не го... на вокали. Абе, како пење. Тоа ние не го измислиме, тоа го кажа тие. Ние сме од Александар Македонски. И сега тие ако кажа, зашто господинот Заев во сегашната ситуација не поминал во местото каде што да речеме, еве сега да го насочам нека иде таму. Барем ако ништо друго има храброст некој да каже кои се тие луѓе. Затоа што и старата кажа нас 3 пати Тодор Живков ни менуваше и на крајот и имињата ни ги смени на гробовите. Да. На крајот имињата ни ги смени. Значи, на нашиот сосед Бугарија, на татариве да речем, им смета Македонија. Отворено им смета Македонија. Ја не можем друг збор да кажам потежок. Абе, до вчера ги забранува песните, ги фрлаа касетите, сега викаат наши се. Нашите се заклучувале, пуштале песни, ако дојде милиција ќе ги апси. Не сум домашно васпитан да ги пцујам или да ги... Меѓутоа,
за навредување се, затоа што ако и најмалку се паметни, тие може да си ја допримат македонската култура, затоа што ја се сеќаваш кога бевме на гробот на Сандански и реков на Тања Мангалакова, во Бугарија малцинството се бугари. Ако земеме македонци, руманци, турци, во Бугарија малцинството се бугари, татари. И таа одма не задржај и на граница со овие изјави 300 шу. Не можам да сватам луѓето да се љутат на нешто што е вистина. Нашата вистина е гола вистина, затоа што во оваа гола вистина немаме јаки политичари кои би застанале под оваа вистина. И би се опреле. На јазикот помеѓу горанците и овие што се од центар Жупа тука? Па видите, ја реков, во гора од село во село има разлика на јазик. Дијалектолошка форма имаат, имаат околу 5-6 различни дијалектолошки. Во гора има разлика од село во село. Еве, например, зборењето во Брод, Крушево, Злипоток и Борје е исти или и тетовскиот, идентичен со тетовскиот јазик. Меѓутоа, во Рестелица, Крушево и Млике, јазикот е идентичен со жарновски јазик, затоа што доаѓале мајстори за градба на куќи, тесари, мајстори, кои работеле и го имаат јазикот исти. Во другиот дел, кај што е, во долниот дел, кај што гораните се во српскиот дел и работат и творат и све, вметнато е србизам, во јазикот србизам. И дај Боже да идеме, да стигнеме до таму, ако сме живи и здрави до гора, и самите ќе се уверите од едно село во друго село колку голема разлика има во јазикот. Спомнавме нешто преска и за обичаите. Обичаите? Да, за Ѓурѓовден се тие пролетни. Еве, прво би го спомнал правењето на свадби. Во првиот период, јас као паметам, односно и кога ми кажувале, првата припрема на свадби била да се оди на гробишта и да се покани изин. Да се добие изин од тој членот на фамилијата умрен. После тоа свадбата траела 7 дена. Не еден ден. 7 дена. 2 дена била општо со дајре и со жени кои оделе кај невестата да ја посетат со дајрења, а третиот ден доаѓале тапани. Тапаните во село Брод биле најава за свадба од место викано Јелица. Сега покажувања, јас не би можел да памтам и моите, не, и кај што сум нашол прочитал, Јелица била сестра на 4 браќа христијани која починала млада и е погребена. Ја би сакал тоа да го истражиме тој дел. Погребена на тоа место на планината над селото Натарот и сега тапаните биле знак на кажување дека има во тоа место свадба. Замислите на тој дел кај што ќе лупне тапанот, се слуша и во Рестелица, и во Брод, па дури и до Драгаш се слуша по воздушна линија. Значи, објава на свадба, на веселба. И таа веселба веќе 4ти ден почнува со завршеток пак во недела. Во недела почнува, завршува пак во недела. И тоа биле свадби со тапани во годината 2 или 3, сега веќе модерно свадби, секој ден со тапани да има, ама тапаните веќе не одат на Јелица, не во село, ќе дојдат пред куќата, ќе почнат мама да се заврши свадбата. Карактеристично е што свадбата се носела на конј, а невестата се носела на конј. И чеизот? Чеизот се носел на 4 коња и невестата на 5-тиот кон. 4 коња оделе напред, товарени со сандуци, со тоа што спремала цела зима или цела година која била верена, ткаела, шијала, везела, чаршафио и сето тоа се носи напред
и невестата позади, последна доаѓа. Невестата била едни од Монголија, кај мене новинари, и они сакаа, слушнале дека карактеристично невестата се шари. Да, за шарењето. За шарењето и сака да направиме еден проект за шарење на невестата и да ја платат целата свадба. И они што ми покажуваа слики, тоа значи ние изгледа од Монголија или од некаде сме взеле тој дел. Невестата се положува доле на земја и доаѓаат доаѓаат со кна, со бела вода, со не знам што. И тоа веќе цела ноќ другарките нејзини и пеат и песми и све, за да ја убедат дека више таа не е во куќата, него ќе има, вика, друга куќа ќе си била со другите бијати. У први период имавме и празници. Значи ја шара по цело тело или само по лицето? А лицето и рацете? Истото и во живот лице го има тоа. Затоа што кај нас најкасен период на исламизација, што значи дека таа гора е населена од население кое бегало од исламизацијата, што подалеку да одат, кај нас се паметат и празници кои што се нехристијански, да речеме и христијански, како што е тоа Митровден, Да. Ѓурѓовден, Благоец, додуше, ајде да спомнам, Бог да го прости татко ми, па и роđенден му е на Благоец. Илинден, го паметат кога го славеле. Спасовден бил, да речеме, во јуни месец. Повеќе пати го онадувам тоа, го паметам затоа што 8 јуни бил паѓал Спасовден. Меѓутоа, со исламизацијата на населението, полека се губи тоа. Да речеме, најголем празник ни бил на нас Божич, за младите. Како Божич за младите? Тогаш се барала невеста, девојка, се армасувале, се сакале беќари дејка. И на Благоец се дарувала фамилијата на дејката и на беќарот на младожењата. Потоа на Водици највише стоката се вадела на поило. Реката кај што ќе биде замрзнат мразот, ќе го искршат за да се напои стоката и да се исчисти оборот, торот кај што е стоката внатре во шталата. На Божич се правел и колач со паричка. Се шарели исто раце со кна на девојки, пееле песни. Имало обичај да се земе таз вода и да се фрлаат кибричиња и девојката која што ќе замисли на некој беќар желба, и ако кибричето продолжи да гори, значи ќе се земат. Ако се угаси, нема земање. Многу обичаи и јас сум ги заборел, не само они. Јас, затоа што сакав и да ги запишувам и во книгата, имам запишано доста дел од тие работи. Сега веќе спласнуваат и во едноумието пак некако се држеше до тоа да се скришно слават во куќа, али сега во повеќе умија во плурализмот навагна исламот повеќето и одреден дел на луѓе за да докажат дека се муслимани се го отврлаат тоа, да речеме, отврлаат за право да кажат дека прославувале. Па викам, јас некојаш со овие нашиве на еден српски дијалект, ко се стиди своје прошлости, нема своја будучност. Јас не можам да се стидам тоа што некој бил мој. Ама ти си рече продадена душа. Не.
Јас го затекнав ова као муслиман, фамилиарно го стекнав, као и татко ми што го стекнав. Као и православните, ниеден нема добиено православие од паганијата, туку некој нивни земал православие, овие што наследиле као традиција во куќата, што се гаи као религија. Така да и кај нас муслиманите. И не треба да се срами човек од она што некој убил. Затоа што ја не можам да се одрекнам од тоа. Барем нешто ќе ме сретне во животот такво какво што било. И А Бојда, во однос на ткаењето, нели имаме во овој дел, во македонскиот дел по река што се селата, па и во Лабуништа во Струшкиот, доминираат тие бои, да кажеме циклама, зелена, светло, белата е секогаш измешана, пурпурната боја што викаме ние. кај нас основа на боите на носиите, боите, кај вас како е? кај нас основа на бојата на носиите биле три. Така е. Црна, црвена и жовта. Тоа е разликата. Дека се многу. Овдека има како, да кажеме, поголем колорит, Значи порано се исламизирани и повеќе прифаќаат шари. Така е, така е. Сега, кај нас ја баш ги примете во Кочан жените што ги носеа скутите и оние мантилини. Да. Кај нас е истото идентично. После се појавува стрма од Сирија доаѓа, Да. па сега се скроз бели алишта, се значи скроз, невести. Со срма, убави шарен. Иначе, кога се ткаело, а се ткаело многу, и куќа се рачунала за куќа дали е богата или сиромашна, ако нема разбој, значи не е сиромашна. Значи, ќе се позаеми разбој, ако се вери девојка, за да исткае зимата да направи скутача, гаќе, врчалќе, јелече, да го исткае. Сега има кај нас, посебно у село, ако идеме здраве, пак ќе го напомнам тоа, кои ја негуваат таа носија, кои ја шарат, ама све ја шарат со срма, све со пела. Нема она традиционално жолто, црвено и црно, боите волнени, што можело да се фарба. Немало да речеме тогаш да најдеш лилја боја или не знам каква, тие биле најобичните бои. Жолта, црна и црвена, и што тие се ткаело. Зимска скутачи, алишта. Машките алишта претежно биле бели и црни клашнени алишта. Машките алишта се карактеризираат идентични со галичката носија, дури и капата. Кај нас капата е донесена 39-40 година бела, бела капа, и тоа е делена од призен бесплатно во гора, да ја носат мажите, да се карактеризираат. И тоа е почетокот на албанизација, па тој дел со носијата, албанизација на носијата. Иначе нашите носеле или фесови, или клашнени капи црни како што ги имаат галичаните. Да, тоа истото влијание во Лабуништа. Од македонците со исламска толкаво влијание имаат што нашите македонците ги имаат комплетно превземено ткаењето како нив. Комплетно се исти, идентични се. А Бојда, например, говорат во делот на Албанија, ја имав едно истражување во докторатот, да речеме, многу силни се благословите и клетвите. Тоа мене многу ме зачуди. Благословите се исто така силни, но видовме и многу клетви. Вака, во тој дел на гора, како мислите вие? Па сега види, со клетвите, обично, Тоа е пркос повеќе, не би рекла клетва дека е, туку повеќе гнев, нешто од целиот живот на историја. Да те, гром да те утепа. Мило мајкино, лично се мика самовила, не знам, многу има такви работи кои што вие ќе ги забележиме, ќе ви ги дадам, ќе ги забележам ја тие што ги имам, за да видите дека идентично исто клетвата
исто благословувањето, Многу убави благослови, да. идентични се со од овој дел на население, додуше кај нас да речеме влијанието мијачко е комплет мијачко. Комплет мијаците се од гора, зафаќаат се до Грција, онаму кај што е појасот, мијачкиот дел. И се што има е мијачко. Дури бенебрезите машки, Да, правени со гунчињата, со капите, со оние калчинките за одење. Све тоа мијачко донесено као носија. Бојда во однос на јазикот, например, го вие нашите тука во овој дел, порека, што викаат ести и вие ке. Како е таа разлика? И па кај нас е дојдено од тетовскиот дел, ќе. Ке, да. Ќе идем, ќе дојдем, ќе направим, ќе седиме, ќе се видиме. Ќе. Овие се во прашалната форма, да речеме, има ести колку е часот. Ести дури имаш, ести се среќава не во жировница, колку што се среќава во жупа. Во жупа. Ести мајке. Мајкин. Кај си бе мајкин? Ести мајке. Така викаат они. Кај си бе мајкин? А тоа е како една форма на почит, на вие, вам. Па најверојатно Нешто така, што, јас не сум го ни го надвел, али во книгава може ќе го најдете, што ќе ви ја дадам. Во жупа обработувано е, јазикот е обработуван во жупа, ќе видите и вие. И периодот кога во жупа имаше и обид за турцизација на населението. Да. Сентименталната песна на Саме Жарновски ја има тука за децата од Жировница, од центар жупа. Така да, јазикот се гради со околината, со населението кое што живее тука. На кој јазик се... Меѓутоа, не е многу различно од средините други кои што се разбирале. Кај нас, да речеме, највише јазикот, пак ќе го повторам тоа, го сочува мајката, затоа што матриархатот владееше воспитувањето на децата, беше оставено на мајките, затоа што мажите беа гурбетши. И тој мораше да оди да заработи за јадење, за да може во куќата да се одржува во тој дел. А погребението како беше во Горанците, како? Па ние погребението го имаме прифатено целосно исламски. Да, знам, затоа прашувам. Целосно муслимански. Ја ви спомнав во првиот период, кога куќата имала жалост. Тогаш не смеело 3 години во куќата да се засвири, да се запее, да се заигра. 3 години жалене. Сега на шала викаме, дај Боже човек да умре зимно време, кога празнициве не доаѓаат Ѓурѓовден, летник, ти рекол ми рече, за да може да го жалат едно 3 месеца, 4 човек кога ќе умре. Сосема друго, се избегнаа тие жалости, тие обичаи, да речеме, кои што биле, или се изгуби да речеме она фамилиарно. Во селото бевме скоро сите фамилии. Па мајка ми ке речеше, па тој ти е Чичко, тој ти е Војко, тој ти е Стрико, тој ти е Тетин, тој не знам што. Во секој мало има ја роднини за да одам. Сега не се познаваме меѓу себе. Се исподеливме и затоа и обичаите си го губат своето. Празниците, погребите, особено погребите. Погребот сега за мртвец треба да се соберат, да го избањаат, да го однесат во џамија, да го клањаат од тука на гробишта оđата, да му отпее молитва и 7 дена се во една куќа се 7 дена во куќата не се кува, не се пали огин во куќата, него сите други од страна им носат да јадат тие што се во куќата. Да, бе, што се. Тоа е старозаветно, во Стариот Завет исто вика за мртвиот жали 7 дена. 7 дена. После имаш 6 недели, 52 дена фактички му доаѓаат, кај што се собираат фамилиарно да се посетат на него, односно да му испратат
Абер на мртвиот, па 6 месеци, па година, па 3 години. Да. Се тие 3 години јас ги взимам секогаш за она што се ставило во раното христијанство. Во христијанството 3 години се жалело за покојниот. Што знам дали некој ќе дочека за 3 години да не запее, да не заигра, да нема, додуши мора да има свадба, ќе додат. Јас ја користам онако веќе да земете книгата Деленици од Владо Поборски, ќе видите во Борија само, во селото, касното христијанство и раниот ислам, кога се прифаќа. Да, така И е. ме прашува во книгата Баба Зујке, зашто те викаат оние од доле Режо и Нежо Стрино? Она паметна им вика, па ние бевме деленици сме, бевме една фамилија. Земјата е делена. Се заедно, да. Деленици биле. Фактички, сте е опишано, само треба да се побара, да се види и да им се каже на овие денешни деца, бегајќи од вистината, од голата вистина, западнуваме во само непочитта и само непознавањето. Ако се познаваме сами себе си, нема да дојдевме до ова дереже сега како ше. Ова дереже, ја не можам да сватам дали некому му дал право некого да представува. Така е. Кој кому му дал право да представува некого во однос на тоа? На Преспанскиот договор, продажбата на името, продажбата на државата, да речеме, Република Македонија. За мене е непоимливо, еви фудбалот сега го имавме, Норд Македонија. Абе, Република Македонија, што е тоа Норд Македонија? Сега ти најде, после толку време се испили, да речеме во 21. век, да кажеш, да, не сме македонци, него сме северно македонци. Додуше им оставаш Простор, да. драги простор на идните генерации да го бараат јужниот дел на Македонија, да го бараат источниот, западниот се, им оставаш огин во самата државна. Ама знаеш што ми река од Виношито? Ако вие го даете јазикот и името, ние рече од Пиринска Македонија, од Егерски, ќе си го бараме во Европа, Македонија јазикот и името. Да, Имаат право по тоа. Како немаат право? Тоа ми го кажа овој. Па како немаат Пеце право? Василијади. Еве во Бугарија како им рекоа, или ќе ги регистрирате, или нема да, или ќе биде така, или па не може ние да не постоиме. Не може јас сега да не постојам на 70 години. Ама не, Македонија, штом полуостровот се викал, кај се македонците тука? Кај се македонците? Вика национално, ај територијално ќе земеме. Па добро територијално се и хрватите во Хрватска, и србите во Србија. Ама Во превод, барем по Стариот Завет ти се занимаваш со тоа, Србија слуга, така е, Сербе. Божи, Да. и се што правиме. Ние што сме? Ма тие сите имаат болгаре, турски збор, значи збирштина. Збирштина. Празноглавец, неписмен. Тапоглав. Тапоглавец, тоа е стварно. Тапоглавец, така е. Алба е белци, бело, Албани, ако се Албани, тони се белци. Албански планин има во Рим, Албино. Абе, Албани планинари. Као Да, се, као што Горан, има најново, планински. ние сме горани кај во Косово, барем признати како национално малцинство горани. И јас се смеам да речеме, добро, ние сме горанци, а од Ополе, ополјани. Тие не се албанци, се албанци. Па, како ние можеме да бидеме и горани, и муслимани, и не знам што друго, има партија, па смо јужни Срби, па не знам какви уште. Боже, ја викам, Боже, дај ни храброст да истраеме во овакви лоши и луди времиња. Така е. Амин. Ето така и ќе завршиме. Па дај ни само храброст да истраеме од и овој период е лудост невидена што може да биде. Таман Македонија, да не го фалам ја претходниот период на владење на ВМРО ДПМН, затоа што и тоа имаше мани,
почна барем националното да се осознава, Така е. овие почнаа од корен да го разнебитуваат. Разнебитувајќи го населението, се негира самиот и себе си. Така е. Сега се минува. Добро, ви благодариме.